Во оваа за добар ден зборуваме на темата зелена економија. Игор Мишевски во студиото на Телма и тој знае многу повеќе како менаџер, така, по зелена економија, многу повеќе да ни објасни што всушност се подразбира под зелена економија и кај нас и во светот. Значи, зелена економија во светот представува економија која што генерално се грижи за одржливиот развој, што воедно вклучува зачувување на животната средина преку намалување на јаглеродните гасови, ефикасност на ресурси, меѓутоа и социјално вклучување на сите луѓе во економијата. Супер. Кои се вашите планови и прогнози за раст и развој на зелената економија во Македонија? Можеме ли да зборуваме за овој аспект? Не сме ние толку боси, така, да се договориме. И освен што не знаеме многу што е зелена економија. Вие убаво си знаете и се обидувате да ја проширите. Па вака, значи, Swiss Contact е организација која што ја спроведува програмата ИМЕ, која што е реализирана од страна швајцарската агенција за поддршка и соработка. Значи, оваа програма исто така има собствен свој локален партнер во Преда Плюс од Македонија. Генерално се работи на три сектори, од кои што зелената економија е еден од тие сектори. Конкретно во зелената економија ние во наредните 4 години ќе работиме во два подсектори. Тоа се органското земјоделие и енергетската ефикасност во градежништвото. Значи, во самата зелена економија постојат десетина подсектори, меѓутоа во на два се осврнувате, така, во следните години. Да. Рековте дека всушност зелената економија се залага и поддржува активности кои се грижат за одржливиот развој и раст на органското земјоделие. Колкав е порастот на бројот на производители кај нас во Македонија? Па, значи, во минатото имаше флуктуација на бројот на органски производители во Македонија. Во моментот се околу 340. 340, да. Така. Фармери кои што произведуваат органски оператори. Ние се надеваме дека преку нашата програма ќе стигнеме до нека бројка од 700 оператори кои што оператори, односно оние поддржувачи или производители, така, за тоа производители и преработувачи, да речеме. Преработувачи, во ред. Добро. Значи 800 е бројката која што би сакале. 700, да. Тоа е некоја бројка која што би била реална за овие наши простори или тоа е бројката која што ги задоволува овој проект во овој дел? Тоа е наша проекција, меѓутоа реална проекција, меѓутоа ние се надеваме дека овие бројки ќе бидат многу поголеми, бидејќи постојат услови за тоа. Македонија е земјоделска земја, значи има чиста животна средина и многу е лесно да се стигнат тие бројки. Еден од битните недостатоци во Македонија е пазарот кој што ние пробуваме да го решиме. Така. Освен органската храна, во делот на зелена економија споменавте веќе оној вториот дел или аспект е енергетската ефикасност во градежништвото. Што подразбира ваквата ефикасност? Еве, може ли збор два на таа тема? Па, енергетската ефикасност во градежништвото исто така има свој подсектори, меѓутоа можеме да кажеме дека тоа е всушност сите оние процеси кои што помагаат за поголема енергетска ефикасност на градбите. Значи тоа може да биде изолација, врати, прозори, меѓутоа може да биде активно грејење, енергетско ефикасно грејење, употреба на соларни панели и енергетско ефикасно ладење. Супер. Вашата програма го поддржа и проектот на органскиот базар во Скопје Сити Мол. Колку се задоволни од она што се случува таму или какви се вашите прогнози за тоа, дали ќе се развива овој начин на... Да, веќе се направени 3 такви пазари. Резултатите се доста оптимистички и се надеваме дека ова ќе стане добра основа за развој на органското производство во Македонија. Вие исто така дадовте поддршка на првата кооператива на купувачи на органска храна, Наша добра земја. За каква кооператива станува збор, може ли да ни кажете? Значи, кооперативата е на органски купувачи. Всушност и производувачи, така не, или тоа само на купувачи се посебен тип на компанија, значи нешто помеѓу компанија и организација, чија цел има набавка на органски производи по фер цени, се состои од купувачи на органска храна. Интересен дел од тој бизнес модел е што
самите потрошувачи одлучуваат за целиот процес во кооперативата, по принцип еден човек е еден глас. Значи постои еден тип на членство. Така и се гласа, така и оттаму фер цена. Па, значи гласањето е за гласањето е за производите? Не, во која насока ќе се движи компанијата. Компанијата има цел, значи бидејќи се работи за кооператива, самите потрошувачи очекуваат најниски можни цени и со тоа самите маржи на самите производи се релативно ниски. Значи тие имат собствена проданица и ако ги посетите, например, ако сте член, добивате некоја некој попуст. Да. Меѓутоа можете и во секој време да купите органски производ во нивната проданица. Да. Зборувавме кога беше органскиот базар, пред почетокот на органскиот базар, со луѓето од Сити Мол тука, во Скопје Сити Мол, ни кажаа дека тие се задоволни од сето на, нели, пред да почне се. И јас ги прашав околу тоа, вие велите фер цени. Може ли да зборуваме дека секогаш производителот на органска храна ќе биде оној кој што знае како изгледа производството, нели, секој кој што се занимава со земјоделие знае колку е тоа тешко? Или секогаш го преценувате можеби својот производ или реално го цените својот производ, ама на пазарот или стандардот наш или не знам купувачите се оние кои што секогаш нели ќе кажат ова е премногу скапо за нашиот джеп и така натаму. Се оди или на тоа да се некако нивелираат цените или да се доведат до вистинскиот купувач? Па генерално како секаде во светот пазарот ќе си го каже своето. Меѓутоа за нас како програма крајен корисник се луѓето кои што работат во секторот, во овој случај, например, фармерите, и нас не е битно да имат бенефит од целата. Така, да бидат задоволни, за да продолжат да се занимаваат. Бидејќи и тие се наши крајни корисници и очекуваме дека сите тие зголемување на приходи и нови работни места ќе се случуваат токму на нивната страна. Да. Според вас, дали се тоа цени кои што се реални, така? Оние кои што тие ги нудат за нивните производи? Па во моментот мислам дека да, значи постои се формира тој пазар на цени. Луѓето се определува да купуваат органски, знае дека при самото органско производство некои од активностите се бидејќи има потреба од поголема работна сила. Значи во тој случај некогаш цените се повисоки, меѓутоа може да се каже дека некогаш се па и на ниво на конвенционалните производи. Така, супер. И за крај уште еднаш само потсетете на што значи да јадеме сите ние органска храна? Па според мене најбитно е да јадеме органска и локална храна. И локална, така. Тоа е она која што е ваше како. И треба да го запаметиме. Да. На тој начин едноставно ги враќаме париве во самата економија. Се грижиме за луѓето околу нас, меѓутоа се грижиме за природата околу нас. Меѓутоа научно е докажано дека органската храна има помали концентрати на пестициди и други штетни материи кои што негативно се одразуваат на здравјето на човекот, така да препораката секогаш би било да се конзумира органска храна. И за крај можеби заклучок, здрава нација, тука се парите, така? Подобра економија. Ви благодарам за учеството и се надевам ќе се видиме повторно во студиото на Телма да ни раскажете за некој нов проект и нови предобивки од него. Ви благодарам многу на поканата.